Ние последната дебата овдека имаме честа ексклузивно да ја водиме со господинот Бујар Османи, министерот за надворешни работи. Добро утро, господин Османи. Добро утро. Кој практично од аеродром дојдовте во нашето студио, за што сме ви посебно благодарени. Господин Османи, не треба да ви правам некаков голем вовед за тоа што сакам да разговараме денес. Кажете ми најсвежо какви ви се оценките, бидејќи утринава не поздрави вашата бугарска колешка со тоа дека ќе ги отвориме преговорите со Европската унија, кога ќе бидеме подготвени за тоа, таа вели дека не сме подготвени. Да, видете, јасно е дека прашањата на проширувањето се носат со консензус во Европскиот совет. И од тука мора согласност на сите 27 земји членки. Денеска е состанокот на Советот за општи работи, првата станица каде што требаше да се усогласи рамката како предуслов за првата меѓувладина конференција во декември. Меѓутоа, заради тоа што тој состанок е онлайн, на онлайн состаноци не се носат одлуки, за разлика од состаноците... Слушнавме тој аргумент. Малку ми се чини како вака... Не, реално така е. Реално е да, така? личи може дека е така начин на избегнување. Да се... Не, така е реално затоа што на состаноците со физичко присуство се дебатира и се носи одлука тука. Така да се прекршуваат, често знаело да се прекршат одлуките на самиот состанок. Меѓутоа на онлайн состаноците треба претходно со размена на писма да се усогласат ставовите, за да може на онлайн состаноците само да се констатира претходно донесена одлука. А бидејќи ние до вчера немавме консензус по однос Што значи тоа фактички? Колку време добиваме и дали... Видете, нас ни е важно во декември да имаме прва меѓувладина конференција. Има две точки на усогласување до декември. Првата беше ноемврискиот совет, втората е декемврискиот совет. Ние сакавме уште првата станица да ја фатиме, односно првиот совет, за да можеме полека да се спремиме, да ја подготвиме изјавата, бидејќи се дава изјава за прифаќање на рамката и да се подготви целата структура. Меѓутоа, еве, денеска ќе има само информирање, нема да има одлука, додека следниот треба да биде на почетокот на декември и ние треба да продолжиме да работиме за тој состанок. Има ли и други земји кои што се приклучија на Бугарија со резерви за отворање на разговорите или се уште ситуацијата Бугарија осамена? Не, апсолутно по однос на ова прашање да, но тоа што го кажав на еден прес, ние не работевме само со Бугарија овој период, бидејќи имаа други земји членки, други прашања по однос на рамката. Имаше Франција по однос на новата методологија, по однос на реверзното квалификувано мнозинство. Има група на земји кои што сметаат дека треба стимулативни средства за државите кандидати. Имаат друга група кои што велеа дека со санкции, рестриктивни мерки треба да се форсираат во рамката. Таква дебата имаше. Па ние требаше со сите да разговараме, да ги... Тоа го оставивме успешно зад нас. И тоа заврши, се усогласи, остана единствено разликите на Република Бугарија по однос на рамката, по однос на краткото име и по однос на јазикот. Тука апсолутно нема разбирање во Европската унија по однос на ова прашање, бидејќи процесот на преговори нема никаква корелација со тие прашања. Тоа веќе на сите ни е јасно, но сепак е, бидејќи се бара унисонот, се бара согласност од сите, ветото е на сила. Очигледно е дека ние во директен разговор со бугарите тешко дека, особено во оваа рамка за која вие говорите, декември, дека ќе најдеме решение. Што е тогаш модалитетот? Се бара некакво премостување со нешто ново што ќе се потпише, со промена на она што сега стои, со посебна изјава која што ќе гарантира нешто, а нема да биде нов договор. На кои модалитети знам дека ова може да биде висок ексклузивитет за кој може да не сакате да одговорите, но ве молам да ни објасните на што всушност работите. Видете, очигледно тоа што се добива како впечаток, веројатно има и други причини. Меѓутоа тоа што се добива како впечаток е дека причина е изгубената доверба во договорот како средство за решавање на разликите. И затоа мојата намера во целиот овој период беше како да ја вратиме довербата, не да направиме нов договор, туку да ја вратиме довербата во еден договор кој што е констатиран и од обете страни, меѓутоа од целиот свет како одлична формула за надминување на историските прашања. Бидејќи за прв пат направи одвојување на политичките односи со историските прашања, кои што ги даде
на историчарите и научниците и за прв пат таа поделба овозможи прогрес во двете прашања. И прогрес во историските прашања, за прв пат после 70 години има цели текстови заеднички срочени помеѓу историчарите во Република Северна Македонија и Република Бугарија, што некој може да го подцени. Но после 70 години разбирање за историските разлики не треба да се свати здраво за готово. И исто така има прогреси во политичките прашања. И од тука јас сметам дека треба да најдеме начини како да ја вратиме довербата. Како да ги потврдиме инструментите кои што ги предвидува договорот. Има придвижување во таа насока? Работните групи од министерствата работеа овие 2-3 месеци. Тоа се знам, но има ли придвижување во бугарската позиција да прифати таков пристап за кој вие се залагате? Видете, мора да разговараме. Мислам дека овие дополнителни 10 дена се шанса и за нас и за Република Бугарија. Не мислам дека е едноставна ситуацијата и таму по однос на ова прашање. Мислам дека ако некој губи со блокирање на процесот, губи исто така и Република Бугарија, повеќе од било која друга земја членка, и затоа мислам дека ќе рефлектираат и овие 10 дена ќе продолжиме со комуникација за да најдеме начин како да ја вратиме довербата во договорот. Би сакал да ве замолам да го вклучиме мојот драг колега Марко Трошановски, кој е директор на Институтот за демократија, кој заедно со Европскиот институт за политика и Евротинг вчера излегува со еден заеднички апел до Европската унија и до Брисел, за кој деталите ќе ни ги каже Марко, а потоа, бидејќи се навраќаме на улогата на Брисел во целата оваа ситуација. Марко, добро утро, со министерот сме во студиото, се надевам имаше шанса да слушне што говориме. Каква е сега улогата на Брисел во сето ова, бидејќи очигледно дека нашите билатерални односи со Бугарија нема да дадат резултат ако Брисел не помогне? Добро утро за двајцата. Да, точно. Одлучивме вчера со двете партнерски организации, како што кажа Евротинг и ЕПИ, да излеземе со реакција и да ги ангажираме мрежите кои што се дел од нашата работа на истражувачки институти низ Европа. Целата реакција беше насочена главно кон надворешната јавност, Европскиот парламент, институциите на Европска унија и think tank заедницата. Зошто е тоа важно? Важно е затоа што поддршката на таквата реакција и артикулирање, гласно артикулирање против целосно ирационалната позиција на нашиот сосед во блокирање на македонските аспирации кон него е важно поради зголемување на притисокот за отстапки. Брисел во голем дел тука не верувам дека ќе направи некаков ефект ако тоа не го стори реално Германија и во еден дел Франција. Франција е прилично тивка во овој период. Некако сите дипломати и земји членки одлучија да остават борбата на Германија, меѓутоа сметаме дека сите конечно веќе треба да бидат гласни, особено што новата методологија на некој начин чедо на Франција и како таква уште во самиот зародиш е убиена од ваквите ирационални позиции на земја членка. Гледам дека прилично остро го формулиравте обраќањето. Ќе го прочитам насловот. All of you will betray the EU tonight. Speak now or remain silent. Сите вие ќе ја предадете Европската унија вечерва. Сега зборете или останете да молчите. Еден прилично резолутен став, бидејќи чувствувам дека можеби и вас ви издаваат нервите после сите овие години на напорни работи за билатерални соработки, за европски вредности, принципи. Не е ли ова известно предавство на европските вредности кое можеби и вие го чувствувате од кое што доаѓа сега веќе и од Брисел? Не дека е прв пат, но сепак. Видете, алузијата на насловот и воведот беше токму на тајната вечера и изјавата на Исус во тој дел, дека се случува предавство на некакви идеали, на некаква солидарност, на некаква унија на разноличност, на која што како клучна вредност е основачки темел на Европската унија. Предавството не се случува за прв пат. На крајот на краиштата гледаме дека вредностните разлики во Европската унија се се подлабоки и како такви привлечниот модел на заедница кој што за голем дел од нашите граѓани постоеше до сега не е баш веќе истиот оној како пред десетина години.
Вчера и Полска и Унгарија блокира 1,8 трилиони евра пакет за справување со ковид поради механизмите за владење на право. Бугарија не блокира, исто и у земја членка не блокира поради причини кои што се целосно надвор од здравиот разум и сите европски вредности. Од тука Унијата не е баш она идеален систем на вредности кон кои што целиме, меѓутоа е се уште најдобриот од можните светови за нас. За жал, принципот на консензус тешко е променлив. Тоа блокира Унијата на многу полиња и понатаму продолжува да разјадува незината унитарност и амбиции, меѓутоа сега останува за нас најдобриот од можните светови, колку и да е неправеден во еден свој дел. Ти благодарам, Марко, ќе бидеш и понатаму, следи го овој наш разговор. Министре, колку е Брисел всушност важен сега за надминување на овој спор? Има ли реално нешто што може да очекуваме или ќе биде ова што се сведува, сега сите ќе бидат на наша страна, ама таа приказна сме одгледале со години на претходни некакви ситуации кои не блокирале? Видете, сигурно пред конкретно да одговорам овие квалификации што ги кажува Марко, ги чувствуваме и ние. Сите тие емоции што ги имаат граѓаните овие денови, тие фрустрации ги чувствуваме и ние, особено ние кои што работевме во овој период за да го одбележиме почетокот на преговорите. Но сега е време кога треба да се концентрираме да изнајдеме решение. Ке има моменти, ке има време кога ќе треба да ги искажеме и емоциите и квалификациите. Знам дека граѓаните очекуваат да бидеме потврди, ако можам да кажам, во тие позиции, меѓутоа чувствувам важноста на моментот дека ќе треба уште малку да работиме по дипломатски канали за да видиме да го спасиме процесот. Јас сум се уште оптимист дека постои простор за тоа. Мислам дека акцентот треба да се стави во нашата билатерална комуникација. Како што реков на почетокот, ова е прашањето на проширување се носат со консензус. Германија е вистински и принципиелно ангажирана да се изнајде решение и заинтересирана да се изнајде решение. Меѓутоа, и затоа го води процесот како одговор на тоа што го кажа Марко во контекст на Франција и зашто Германија е погласно, затоа што го има претседателството, затоа што го има фокусот во регионот. Брисел се разбира дека тоа незадоволство го кажува на сите состаноци. Брисел, тука зборам представниците на земјите членки, еве на ниво на Корепер, каде што се амбасадорите на земјите членки. Никој не го прифаќа овој дискурс. Апсолутно е надвор од било која европска вредност. Таа фрустрација се чувствува и во Софија, барам да кажам. Така Дури би рекол дека ескалацијата на речникот, особено кај вашата колешка госпоđа Захариева во последните неколку дена, сега на контото се додава и Тито, па тоа е сега отварање на таква една нова епизода историска која кој знае каде ќе заврши. Не сме ли во опасност, министре, да дојдеме сега токму на една од точките за кои се жали Бугарија, а тоа е негативната кампања кон Бугарија која доаѓа од Македонија, бидејќи на вакви провокации нормално дека вријат фејсбуци, твитери, медиуми и така натаму. Видете, во тој обид за аргументирање чија вистина е таа апсолутната вистина, ќе се користат сите можни аргументи. Меѓутоа се обидувам да ги игнорирам и предизборната еуфорија, која што ги поттикнува политичарите таму за барање на внимание. И тука некојаш не внимаваат колку прават штета на процесот. Ние се обидуваме да не навлеземе во тој предизборен фолклор и дискурс таму. Се обидуваме рационално да аргументираме, работејќи со нашите пријатели, меѓутоа работејќи и со Република Бугарија. Мислам дека има простор. Реков во неколку наврати, процесот на преговори е поврзан директно со прогресот на земјата. Оневозможување на преговорите значи оневозможување на прогресот на државата. Тоа е елементарно право на секоја држава да може да овозможи владење на право, трговска либерализација на трговските односи, на животната средина. Обично се вели дека на шега, ама во секоја шега има помалку вистина, дека најважниот член на Европската унија се Соединетите Американски држави. Откако е создадена и така натаму. Ние гледаме дека отсуството на американците во регионалната политика придонесе за разни компликации кои веројатно со нивната
да кажам, убедителност, која што е далеко поголема од онаа на Брисел, од разбирливи причини, може би не може да дојдеме до овдека до каде што стигнавме. Имате ли вие отворен диалог со американците и за помош и во ова прашање? Да бидам искрен, поради изборите и транзицијата на власта, таму очекував помалку ангажман и помалку фокус на американската дипломатија и политика по однос на оваа прашање, меѓутоа очигледно ние сме во интерес и регионот е во интерес на американската надворешна политика и тие се заинтересирани многу по однос на ова прашање и успехот на регионот. Меѓутоа, како што реков, очигледно не само нашите пријатели во Соединетите Американски држави, меѓутоа и во Европската унија може би не го сватија потенцијалот на оваа прашање да го прекине процесот. Бидејќи сите рационалните луѓе не го измерија колку што треба потенцијалот. Бидејќи во нашите очи процесот на евроинтеграциите на регионот е толку мокно прашање. И македонската опозиција ве обвинува за тоа дека можеби малку сте се, како се вели тоа, сте се занишале во сигурноста дека после договорот потпишан со Бугарија за добрососедство се ќе тече без проблеми. За наеднаш, еве, вие говорите дека и другите го подцениле, но не ли сте и вие тие кои што го подцениле тоа прашање? Да, но јас велам дека потенцијалот е нерационален. И не мислам дека ние сме требале да направиме некоја концесија претходно заради тоа што сме требале да го прецениме или процениме колку што треба потенцијалот на оваа прашање. Јас мислам дека треба да продолжиме да разговараме, гледам простор за изнаоѓање на решение. Се уште декември е нашата цел за почнување на преговорите. Дали одлуката ќе се донесе ноември или декември е помалку важно, доколку се одржи терминот за прва меѓувладина конференција во текот на германското. Она што мене ме изненадува што доаѓа од Софија исто така е инсистирањето од највисоко ниво да се спомнува руската агенда на Балканот. Добро, јас не очекувам од вас да вие коментирате внатрешната состојба во Бугарија, но таму руската агенда е очигледно сите овие децении и години прилично силна. Но ве прашувам за нашиот контекст. Има ли некаква руска агенда која негативно влие активно сега во ова време, додека се наоѓаме во оваа критична фаза? Тоа што можам да кажам е дека и Република Бугарија е свесна дека многу тријат раце на односите, на негативната динамика во односите помеѓу нашите две држави, меѓутоа и во негативната регионална динамика кон Европската унија, и тоа го прави уште по-нерационална ја прави позицијата. Ги разбирам нивните загрижености и сензитивностите по однос на прашањата, колку и да се нерационални, доколку постојат, тие се тука и треба да се третираат тие сензитивности. Меѓутоа, поместувањето на стратешката цел е, мислам дека сериозна грешка во однос на европската перспектива на регионот, посебно после тоа што Бугарија го направи за враќање на таа перспектива преку Софискиот самит и сопственоста која што ја создаде по однос на европската иднина на регионот. Меѓутоа, токму тие аргументи па ми влеваат надеж дека уште не е све изгубено и дека после овие осцилации и трзаи, ако е тоа македонски збор, сите ќе рефлектираме и ќе најдеме начин да продолжиме. Сакам само уште еднаш да го замолам Марко, доколку го имаме се уште на линија, да слушнем негово мислење. Марко, што мислиш дека треба да сега да се случи во наредните недела-две, бидејќи ќе го прашаме министерот што ќе се случува, но што е она што според ваше мислење, бидејќи сте вие како невладин сектор, ајде да кажем ние како невладин сектор, со години вклучени во овие работи, што треба сега да се прави? Има ли нешто што не сме направиле, а може да се прави? Мислам дека што се однесува на наша страна направено е се, и она што се прави е повеќе од доволно во аспект на овој краток период кој што го имаме пред нас од еден месец.
ако ме прашате за подолгорочно, се разбира дека не можеме да немаме инфраструктура со Софија толку долго време, 3 декади од независноста. Не можеме да немаме културна соработка и сиромашна економска соработка и меѓугранична соработка. Тоа би се случувало на полуград. Сега во овој месец дена се разбира работните групи на Министерството треба да продолжат да усогласуваат ставови со бугарските позиции, дали тоа се изворни, автентични бугарски позиции или ќе бидат изговор за некое послуштинско блокирање на Македонија, како што тоа го правеше Грција со години наназад, ќе видиме по овие разговори. Се разбира, треба да се консолидира американската дипломатија уште повеќе и уште поубедително да настапи за интересите собствени во регионата, тоа подразбира и членство на Македонија во Европската Унија и да завршат бугарските извори. Значи, ако потврдиме овој пат, ќе биде голема демотивација за сите актери, од нас обичните граѓани, преку ние што работиме во ова, па до политичарите. Меѓутоа, сепак можностите и за наредното председателство постојат, меѓутоа никако не треба да целиме кон португалското председателство со Советот и тука да започнуваме преговори. Ова треба да е таргетот и да се преговара, меѓутоа без да се настапува емотивно во делот на провокациите кои што особено Каракачанов и сличните Немулги и Захариева ги прават во предизборни цели. Треба да се остане мирен и достоинствен, иако е разбирлива е фрустрацијата кај сите нас. Ете, тоа би го кажа. Благодарам многу за ова. Министре, и вие сте кнап со времето, а и ние веќе влегуваме. Моето последно прашање е токму ова што се делува како логично. Што, прво, дали сте сега во контакт со бугарите, дали се одвива тој диалог, бидејќи таму се пожалија дека очекувале поинтензивно нешто и така натаму. И второ, што ќе правите сега на домашен план? Имате ли намера да ја информирате опозицијата, председателот, претпоставам дека се тоа редовни канали кои ги вклучуваат и така натаму. Бидејќи гледате, ние сите зборуваме изборите, но ако на изборите дури се промени власта во Софија, атмосферата само ќе се влоши, бидејќи ние знаеме што се на социјалистите ставовите по овие прашања и знаеме што од таму кој ветер дува кога е во прашање македонскиот идентитет, самостојност и така натаму. Значи ве прашувам за што сега може и треба да очекуваме во практична смисла. Да. Прво, не е точна изјавата дека ние не сме комуницирале во последните 4 дена, напротив, немаше одговор од нивна страна. Веќе комуникација е воспоставена. Јас мислам дека овие наредни денови треба да се искористат за да можат групите и на политичко ниво и на експертско-дипломатско ниво да продолжат да ги усогласат ставовите по однос на прашањата кои што ние ги сметаме дека се легитимни, ако можам да кажам, по однос на некои загрижености што се имаат, по однос на краткото име, по однос на инфраструктурата што ја спомна Марко, по однос на акциони планови како да се приближат двете држави и така натаму. И гледам тука доста потенцијал за да може тоа да биде враќање на довербата во договорот. Договорот ќе продолжи да биде средството, односно мостот за комуникација меѓу двете држави. Ние ќе продолжиме да го имплементираме договорот и се разбира Бугарија и после првата меѓувладина конференција ќе ги има сите механизми како и секоја земја членка најмалку 130 пати да го блокира процесот. Да, тоа е веројатно и предметот на најголема зачуденост зошто сега со оваа толку негативна енергија. Така да, еве, ќе ги искористиме овие денови да продолжиме со работа, а после ќе имаме и поотворени коментари во зависност како ќе се движи целата приказна и по однос на мемуарите кои што некој ќе ги пишува, меѓутоа и по однос на ставовите да бидеме потранспарентни кон опозицијата, кон граѓаните, доколку веќе стигнеме до некој момент на одлука. Чувствувам дека кај вас има и лична разочараност. Сепак многу вложивте и во својата политичка кариера за да стигнеме до Европа, а ви се случува ова некако може би се чувствувате и вие, гледам и Димитров, па и Заев и така натаму, како колатерални жртви на некакви
туѓи внатрешни политички проблеми? Не, видете, јас ја разбирам мојата улога во процесот, нашата улога во процесот. Наше е да успееме на крај да започнеме со преговори. Разбираме дека ова нема да биде лесен процес, затоа кажав, ние треба да навикнеме како општество на потребата за вакви консензуси. Најмалку еднаш во годината, во наредната декада ќе има ваква потреба. Утре нема да биде Бугарија, ќе биде некоја друга држава по однос на некој друго техничко прашање. Да. Иста ваква тензија ќе има. Така да треба да навикнуваме дека влегуваме во еден тежок процес, меѓутоа крајот ќе ги оправда сите овие жртви што ги правиме. Бујар Османи, министер за надворешни работи, благодарам на љубезноста да дојдете директно од аеродром во нашава емисија. Му благодарам и на Марко Трошановски, кој го вклучивме во емисија. Марко, благодарам за твоите сугестии и коментари. Се надевам дека ќе имаме прилика и за подобри разговори во текот на декември. Пак ќе ве викнеме, доколку направиме некаков продор на оваа тема. Благодарам уште еднаш. Благодарам на поканата.